Здраво, драги почитувачи на ова шоу и овие епизоди. Денеска зборуваме за една многу интересна тема. Моето име е Јосиф Дамјанов и одговарам на едно прашање кое што знам дека многу од вас можеби ќе ги интересира и практично се прави споредба за две диети и односно диета, зборот кој што 90% од луѓето кои што можеби сакаат да направат некаква промена во изгледот го прифаќаат, но за да не должам да одиме конкретно на одговорот на прашањето кое што ни го постави Маја, да го погледнеме на прашањето и се враќаме кратко за да дадам одговор. Здраво Јосиф, бидејќи сум во фаза кога се борам со вишок од килограми по принципот на Дукан диета, според тебе што е подобро, Дукан или хроно? Маја, фала ти за прашањето и искрено зборував можеби пред неколку епизоди, не знам, пред недела дена, можеби за конкретно за диетите и тогаш ја обработувавме UN, оно диета како и да се вика, и кажав некои работи кои што прават логика практично и за сите диети, али за да не биде само да ги претрчаме работите, веќе ти дадам конкретни одговори можеби за твоето прашање и што ја мислам по ова прашање. Она што прво сакам да ти кажам е дека што и да правиш и нешто што ти дава резултати и во нешто во кое што ти се осеќаш супер и би можела да го правиш доживотно, прави го. Немојте, она што не сакам никој од вас е да се фокусира на краток рок и да размислува само за 3 месеци, за 2 месеци, за можеби одреден период во кој што сака да направи некаква промена затоа што можеби доаѓа лето, затоа што е пролет или затоа што има можеби свадба или матурска. Конкретно за оваа диета најдов на Фемина некои податоци и као суштината на новаа диета се неколку фази, фаза на напад, крстосување, консолидација и стабилизација. Она што прво и одма знам дека нешто не ми звучи баш најдобро е тоа што пишува дека популарната книга на Дукан предупредува дека како последица на внесувањето на многу протеини и минимални количини јаглехидрати диетата може да предизвика лош здив, запек, замор и сува уста. Јас тука би завршил со оваа диета затоа што не постои нешто што би требало да го правите што може да ви направи запек, не знам, лош здив или било каква последица која што не ја сакате, затоа што сакате да имате добар изглед. Она што јас го знам дефинитивно е дека на нашето тело му треба секојдневно се, и протеини, и јаглехидрати, и доволно масти, и доволно вода, и исклучиво кога има доволно од се, ќе може да ги обавува сите метаболички процеси. Наспроти она што ме праша дали е подобро Дукан или хроно, Дукан, еве, видов дека практично јас не би ја практикувал никогаш, тоа немој да ме разбереш погрешно, дека ти не треба да го правиш тоа ако ти дава резултати и можеш да го правиш доживотно и се осеќаш супер и енергично и здраво во сето тоа. Од друга страна, хроно диетата и односно хроно исхрана, она што мене повторно не ми прави логика е тоа што вели дека во првите 28 дена треба да тотално исклучиш шекери во исхраната. Повторно, видете, ако се работи за шекери кои што доаѓаат од грицки, од чоколади, од засладувачи, од намази и така натаму, тоа секако треба да се исклучи доколку сакаме да имаме добра и правилна исхрана. Но да воопшто ги нема шекерите, па дури и од овоше, дури и од мед и така натаму, јас не би се сложил, затоа што знам еден податок кој што е и текако вистина и текако е научно докажан дека барем мозокот, ако не зборуваме за ништо, едно од основните горива за мозокот е шекерот. И она што можеби секој од нас го искусувал или ќе го искусува доколку се стави на некаква рестриктивна диета која што подразбира исклучи ова, не јади ова, имаш вакви денови, имаш такви денови, ќе подразбира да телото не добива доволно нутритивна вредност и автоматски нема да ги функционира сите процеси во телото како што треба. Она што константно го зборуваме дека моите баби и дедовци никогаш не сум ги видел со вишок килажа или да имале некаква диета или да пиеле апчиња, едноставно имале ред во исхраната, јаделе можеби изворот на храната бил од многу добри места, од дворот, од фарма и така натаму. Она што ние денеска премногу го правиме е дека премногу јадеме процесирана храна, премногу јадеме недоволно нутритивна вредност и нашето тело има пореметен метаболизам и поради тоа се јавуваат сите нормални последици кои што тргнувајќи од вишок на килажа до хормонални проблеми, до главоболки, до запеци, до неправилна дигестивна функција и така натаму, сите работи кои што денеска ни се прифатени како дел од секојдневието. Затоа мојот конкретен одговор дали Дукан или хроно не знам.
ти треба да си одлучиш ако ти дава некој од нив резултати и можеш да ја правиш исклучиво доживотно, прави ја и секоја чест тебе. Можеби ќе биде човекот кој што ќе сподели искуство и ќе инспирира можеби луѓе и ќе биде доказ дека функционираат некои работи кои што еве имаат некакви називи на исхраната или диети. Така да тука завршувам. Фала ти Маја уште еднаш за ова прашање. Мислам дека до многу од вас ќе донесе вредност и ќе или можеби познавате некој на кој што ќе му донесе вредност. Немојте да бидете себични, да ги чувате овие информации доколку ги имате вие, споделете ги со некој на кој што му треба. Инспирирајте можеби луѓе да го искористат хаштагот #Јосиф и се што знам и што практикувам и што можеби јас сум научил ќе ви го споделам безрезервно и можеби некој од вас ќе научи нешто повеќе за начинот на живот и за да си помогне на себе да има подобри денови и поквалитетен живот. Тука ве оставам, здрави животни навики ви посакувам и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!